Ајде луѓе, здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Како што гледате зад мене, моментално правам нов влез на кукичката или ја реконструирам кукичката, затоа што влезот од другата страна ми се уништи, морав да отворам нов влез, тука имаше прозор, го кршев прозорот, отвора влез и сега гледате дека не е довршено, односно си отворив многу работа. Видите? Така да, во ова видео ќе ви покажам како јас си го средувам овој влез и како сами да си направите материјал од глина, слама и вода, од кој што може да направите што сакате. Значи, со ова сега што ќе ви покажам, можете да си направите дури и куќа. Тоа е многу интересен материјал, природен, бесплатен и го има насекаде. Се прави од 3 состојки, значи од глина, од вода и од слама. И ајде да ви покажам како се прави тој материјал и заедно да си го реконструираме овој влез. Односно, од ова да направиме нешто бајковито и убаво, кое што ќе одговара на еколошкото село. Па така, во ова видео тоа ќе гледате, останете, гледате го видеото, а сега одиме да ја правиме смесата, односно да ги собереме материјалите за неа. Прво што ни треба е слама, вода и глина да ископаме. Ајде одиме. Еве ни слама, одиме сега по вода. Значи ни треба слама, вода и глина и ќе ја преобразиме вратата во магична врата. Ќе видите, сега одиме понатаму, останете тука, одиме да исцрпиме вода. Еве сега ќе пумпаме вода од оваа стара пумпа, која што верувале или не, е можеби 50 години стара, но е механичка и работи без употреба на струја. Сега ќе ви покажам како се става вода тука и се пумпа под вакуум се додека водата не дојде до горе. Сега ќе ви покажам. Ставаме чиста вода внатре. И сега испумпуваме вода се додека не дојде водата. Убаво за оваа пумпа е тоа што е механичка, па ако нема струја може да заврши многу работа. Ева е водата. Вина. Еве и водата, значи видовте си испумпавме и вода. Мислам тоа ви беше многу интересно, сигурно не сте виделе таква пумпа затоа што веќе не се во употреба, но се многу ефикасни. Меѓутоа како и да имаме вода, имаме слама и време да почнеме да работиме, односно да го средуваме влезот. Прво ќе ви објаснам како се прави таа смеса многу едноставно, за да можете и вие сами да си направите. Глината се разликува од земјата по тоа што од неа може да се прават форми. Најлесен начин да проверите дали земјата е глинеста со тоа што ќе направите форма и ќе ја држите. Ќе видите дали задржува структура. Било која форма направете, а видите, значи глината лепи повеќе, се прават форми од неа, се може да направите. Значи, по тоа ќе познаете дека е глина. Глината е најубава за градба. Преубава е за градба. Еве, јас имам веќе глина ископано и ставив малку вода. Еве, сега уште малку вода ќе ја додадам. Значи, глината само ставате вода.
Еве и сламата. Глината ја мешате со слама. Видите колку е едноставно. И веќе добивате многу јака смеса. Сламата, која ќе се измеша со глина и со вода, сламата делува како арматура, односно како железо кога се става во бетонот, така да многу ја појачува земјата или глината. Сега со овој материјал можете да си направите и куќе, луѓе. Значи, можете да си премачкате ѕидови, може да си правите форми. Се можете да си направите со овој материјал. Значи, бесплатен е, издржлив е и што е најинтересно е еколошки здрав е. Тоа нешто што често се отфрла кога градиме куќа. Овој материјал е толку здрав што ќе ви го прочисти воздухот во околината. Че има ситни пори во себе глината, која што го прочистува воздухот. Неверојатно, неверојатен материјал кој што го има насекаде бесплатно, а не го користиме. Ете, видовте колку едноставно се прави оваа смеса. Глина, слама и вода мешате и сега со ова можете се да направите. А јас ќе почнам сега да си го декорирам влезот. Мислам дека ќе изгледа убаво кога ќе завршам. Вака не можем веќе да огледам, така да почињаме со работа. Ајде, почињаме да работиме. Или уште малку си поседиме тук. Не, мора да работиме. Ајде, одиме да го средуваме влезот и останете до видеото да видите што ќе испадне до крај, како ќе изгледа, затоа што трансформацијата е неверојатна. Многу малку треба за нешто да направиме убаво. Ете, тоа е тоа, успеав нешто да сработам, веќе станува многу жешко, работам неколку сата, може вас ви изгледа кратко, меѓутоа има многу работа, верувајте, но чудо е тоа колку може да се направи со малку глина, слама и вода, можностите се неограничени, се надевам дека ви се допаѓа вратата, јас сум многу задоволен како напредува. Имам уште многу работа, меѓутоа сега за сега е доста, како што кажав, веќе е многу жешко, одам покрај реката малку да се одморам, ќе си сварам нешто чај и ќе си продолжи денот да си тече во нормална насока. Ете, толку беше од ова видео, тоа сака да ви покажам како се гради со земја, што може да направите, секако долку сте вие покреативни, може уште покреативни работи да направите, како што кажав, можностите се неограничени. Тука го завршувам видеото. Премногу ми е жешко. За крај само да ве потсетам да си се претплатите, да станете членови, да го поддржите проектот Сонцогор, а јас ќе продолжам несебично да делам се што имам со вас. Сето моje знаење што сум го собрал низ годините. Толку од ова видео, ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.